Секој го убива оној кој го сака. Некој со горчлив поглед, некој со ласкави зборови, кукавицата со бакнеш, а храбриот со меч. Некој го убива саканиот додека е млад, некој додека е стар. Некој го задавува со раце полни со желанија, а некој со раце на злато. Милостивиот убива со ношт, зашто мртвото тело брзо се лади. Некој сака премалку, некој премногу, некој купува, а некој продава. Некој, убивајќи, пролева солзи, а некому ни око не му трепнува. Затоа што секој го убива оној кој го сака, ама секого не го убива тоа. Оскар Вајлд. Почитувани, добре дојдовте во 15-тото издание на книжевно толкување. Како што ветивме, наш гостин е Марија Спасовска. Ке слушнете стихови од Сања Милчевска, ке ја проследите приказната со Стефан Имитовска. Започнуваме со предлог книга Анџелина Џоли. Уживајте во рубриките на книжевно толкување. Предлог книга за ова издание на книжевно толкување Анџелина Џоли од Рона Мерцер. Оваа книга е всушност биографија на најзаводливата светска звезда. За неа се зборува најмногу. Таа е една од најпопуларните холивудски актерки. Убава е, заводлива, сексапилна, личност со исклучителен животен стил. Додека многу звезди прават се за да ги избегнат публицитетот и новинарите, таа отворено зборува за своите проблеми, почнувајќи од болното детство, угледот на палава девојка, бурните врски со мажите, самоповредувањата, сечењето со нож и воопшто страста кон ножевите, личните фантазии, проблемите со здравјето, нервните напади, депресиите, бисексуалноста и покрај се, шпекулациите и конструкциите на незиниот личен живот никогаш не престанаа. Денес е добитничка на Оскар, на 3 златни глобуси, амбасадорка на добра волја и мајка на 2 посвоени и 1 биолошко дете, чиј татко е холивудската звезда Бред Пит. Дали Анџелина Џоли конечно ја пронајде својата среќа? Оваа книга токму за тоа зборува. За неповторливата појава на една актерка, за незините подеми и падеми, за осудите, но и за преголемата глад од јавност за секој неизин актерски потек. Оваа книга можете да ја најдете во градската библиотека во Крива Паланка. Продолжуваме со разоткривањето на Сања Милчевска. Во ова издание на книжевно толкување се одлучивме да ве почестиме со стиховите на нашата кривопаланечка авторка Сања Милчевска. Затоа, уживајте! Една совршено комплетна личност не ја сочинуваат само пријателите, ниту само љубовта, ниту само кариерата. Една комплетна личност ја сочинуваат сите 3 работи. Ке речете: јас не сум господин, господица совршена за да бидам истовремено рамо за плачење на најдобрата пријателка. Една успешна, млада бизнисменка и жена која секој утро се буди во прегратките на својот сакан. Звучи речиси невозможно, но тајната на една успешна личност, компетентна и способна да зачекори храбро и полека по патеката на животот, без да прескокнува скалила, е во организираноста и способноста за да биде истовремено и таму, и овде, и сега, и подоцна. Среденоста на мислите го балансираат животот и му даваат смисол и стабилност на секојдневието. Тешко е да се опише психологијата на човекот, а уште потешко да се разбере. Процесот на себе пронаоѓање е многу еволутивен, но сепак ние, овде на земјата, сме гости со повратен билет, кои еден ден секако ќе заминат. А дали зад себе ќе остават траги и печат за нашето гостување на земјата, зависи од нас. Изводок од романот на Сања Милчевска «Тешките години на една рајска љубов». За да го збогатиме вашето задоволство, ќе ви издвоиме и дел од поезијата на нашата кривопаланечка авторка. На полноќ. Мртва ноќ, а камбаните ја нарушуваат покојната мир. Се е и тивко и бучно. Свечена тишина, а мирис на невреме. Стојам наголод безпомошно, гушкајки се сама. Рацете топли, а срцето ледено.
ангелски песни и гаврани гракаат. Еден општ хаос среда тишина. Сивило и топлина. Трескотот диви молње. Врштат бесни огнови. Звекаат мечови над мојата упокоена душа. А телото мирно стои. Како привидение немо гледам во собствената смрт и некако не ми беше важно, додека во мене се водеше битката на рајот и пеколот. Таа ноќ сонев чуден сон. Сања Милчевска. Пипи е олицетворение на неограничено дете, символ на некој кој умее да се бори за слободата и собствениот идентитет, за својот говор, за своите манири и својот начин на живење. Во незиното однесување и говор преполн со апсурди и нонсенси, писателката вградила една подлабока и поширока димензија, која во повеќе приказни се распознава како мисла на слободата воопшто и слободата на човековата индивидуа. Дали човекот е слободен колку ќе му одредат другите? Основната порака на делото е слободата на детето. При тоа треба да се има предвид и неговиот педагошки карактер и нагласената идеја на писателката. На детето треба да му се пристапи со неопходна доза на респект. Приказните за Пипи се бунт против застарените методи на воспитување и образование. Затоа, малата хероина ја зема правдата во своји раце. Можеби и несвесно писателката ја открива својата недоверба кон општествената заедница, кон незините закони и конвенционалните правила. Иако се градени на елементите на чудесното и нереалното, приказната за Пипи значително се разликува од класичните образци на фолклорната и авторската бајка. Пипи долгиот чорап не е роман во класична смисла на зборот. Попрво би можело да се каже дека тоа е литературен мозаик од приказни обединети околу главните јунаци, девојчето Пипи, Аника и Томи. Секоја приказна е тематска и идејна целина, иако освен спомнатото трио, има и други јунаци. Покрај славното трио постојано се присутни и два анимални јунаци. Мајмунот Нилсон и еден коњ кој живее на тремот од куќата на Пипи, наречена Вила Вилекула. Пипи долгиот чорап е девојче со исклучителни физички и креативни можности. Супер дете кое може се. За малиот читател, но и за книжевниот критичар особено интересен незиниот портрет. Незината коса имаше боја на морков, сплетена во две цврсти плетенки, носот и личеше на компирче, а лицето й беше прошарено со дамки. Под носот се наоѓаше необична широка уста со здрави бели заби. А како само изгледаше фустанчето, Пипи сама си го соши. Пипи е слободна, самостојна, авторитетна, природна и скоро секогаш им се спротиставува на педагошките норми на однесување на постарите или возрастните. Заради таквите особини понекогаш таа предизвикува чудење, збунетост и запрепастеност, а понекогаш љубопитност и восхитеност. Помеѓу врсниците е омилена бидејќи е несебична, ведра и духовита, подготвена на дружење и авантура, додека возрастните понекогаш ја критикуваат, особено ако не постапува според правилата на убаво однесување. Но уште почесто и се восхитуваат, особено кога ќе направи некое големо дело. Желбата на детето да научи повеќе интуитивно расте. Нивната љубопитност води до бескрај. Веќе ни е познато дека речиси најмногу ставаат акцент на изучувањето на странските јазици. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Учењето песнички напамет е неизбежен дел од нивното детство. Во моето семејство секој мисли дека на него личам. Мама вели на неја имам коса медова боја. Тато вели ја наследи под него на смевката твоја. На дедо имам очи сини, на баба мали ушиња фини. А јас се чувствувам како мала слагалка, секој на мене коделче да реди. Но не личам ни на дедо, баба, мама, тато, но си јас личам на себе сама. Во ова издание на книжевно толкување наш гостин беше Стефани Митовска. Стефани, дали сакаш да ти раскажуваат приказни? Да. Еве сега јас седнав и ти прочитам.
да откриеме како се родила морската звезда. Може ли? Да. Си беа едно време 7 слонови. Едниот беше многу голем, другиот голем, третиот неголем, четвртиот среден, петиот мал, шестиот многу мал, а седмиот беше сосема малечко слонче. Значи биле 7 слонови. Да, и еднаш слоновите стоеа на врвот на еден рид, покрај морето и гледаа како се појавуваат звездите. Ноќта беше многу темна и звездите трепкаа весело од небото. Рибите во морето исто така гледаа кон звездите. И штом ќе забележаа некоја звезда како паѓа, се нуркаа во водата да ја најдат, зашто им се чинеше дека паднала на морското дно. Ајде да се обидеме да фатиме некоја звезда што паѓа, рече многу големиот слон. Ајде, се согласија другите. Тогаш многу големиот слон го фати со сурлата големиот слон. Големиот слон го фати на ист начин неголемиот. Неголемиот го фати средниот, средниот слон го фати малиот, а малиот го фати многу малиот слон. Додека најнакрај многу малиот слон го фати сосема малечкото слонче. Тогаш многу големиот слон ги фати другите слонови кон небото, кон една звезда што паѓа. Штом изминаа извесно растојание, сега пак големиот слон ги фати другите слонови понатаму. Изминаа уште малку пат и неголемиот слон го фати средниот слон и другите 3 слона толку далеку колку што можеше. Највисоко нели? Да, највисоко колку што може. Потоа средниот слон го фати и го фрли малиот и другите 2 слона. Потем малиот слон го фрли многу малиот слон и сосема малечкото слонче. И кога веќе речиси се доближија до звездата што паѓа, многу малиот слон го фрли сосема малечкото слонче. А сосем малечкото слонче ја фати звездата што паѓа со сурлата и му ја подаде на многу малиот слон. А многу малиот слон му ја подаде на средниот слон. Средниот слон му ја подаде на неголемиот слон. Тој му ја подаде на големиот слон, а тој пак му ја подаде на многу големиот слон, кој ја подаде на една риба и таа ја голтна. А со тоа се претвори во морска звезда. Дали ти се допадна оваа приказна? Да. И што научи од оваа приказна? Како се створила морската звезда? Рибата ја голтнала морската звезда. Книжевно толкување и се заблагодарува за присуството и посакува успех и среќа во сите полиња. Дали некогаш сте се запрашале како се формирал македонскиот јазик, низ кои процеси поминал и каква е неговата етногенеза? Ако не, открите сега. Формирањето на македонскиот народ бил долг и сложен процес. Неговите зачетоци датираат од далечното трето илјадолетие пред новата ера. Македонците, како еден од најстарите етноси на Македонија, во првата фаза на своето формирање како народ, имале најблиски врски со бригите, кои живееле во нивно соседство. Блиските контакти на бригите со македонците влијаеле во македонската фонетика да продрат повеќе јазични елементи, карактеристични за јазикот на бригите. Бригите оставиле видливи траги и во македонската религија и обичаите. Кај македонците од најстаро време бил проширен култот на богињата на плодноста Ма. Во етногенезата на македонскиот народ од најстари времења учествуваат и пелагонците, едонците, пеонците и други претиндоевропски жители на Македонија. Од првата половина на првото илјадолетие пред новата ера, кога на територијата на Македонија трајно се населиле и повеќе нови племиња од индоевропско потекло, дошло до нови разменувања и до засилување на меѓуплеменските борби. Тогаш и македонците кои живееле во соседството на бригите трајно ги запоседнале долините на реките Акси, Лудија и Халиакмон и ја претвориле територијата на Стара Ематија во обединето јадро од македонски племиња.
Сегашната Приморска Македонија ја завладел предце Александар, таткото на Пердика и неговите предци. За варвари биле сметани сите племиња и народи кои не зборувале грчки, туку варварски јазик, односно оние кои не посетувале елинско, односно грчко образование. Освен македонците, за варвари биле сметани и тракијците и други македонски соседи, како и персијците, египтјаните и другите источни народи кои располагале со своја висока култура. Елините, односно грците, како и другите индоевропски народи се населиле на Балканот по распаѓањето на индоевропската јазично-етничка заедница во третото илјадолетие пред новата ера. Кон крајот на третото илјадолетие, оттаму, всушност елините почнале да гледаат со потценување на околните племиња и народи, нарекувајќи ги варвари. Од друга страна пак, зачестените политички контакти, како и засилените културни влијанија на Македонија со грчкиот свет, довеле до тоа во 5 век пред новата ера, поконкретно од времето на Александар I, елинизацијата да ги зафати највисоките кругови на македонското општество. Голем потик за тоа дал и царот Александар I, поради што од современите писатели бил наречен грколюбиец. Според Херодот, за да не биде сметан за варварин и да не му биде допуштено да земе учество на Олимписките игри, Александар I почнал да се декларира за грк, одбегнувајќи при тоа своите сонародници, македонци, да ги изедначува со елените. Тие и натаму биле сметани за варвари, разликувајќи се од елените по својот јазик, верата и обичаите. Од крајот на второто илјадолетие и почетокот на првото илјадолетие пред новата ера, македонците, како и нивните соседи, бриги, пеонци и други, добиле блиски соседи во лицето на тракијците, илирите и епирците и други, кои како и елинските племиња припаѓале во индоевропската етнолингвистичка група. Ако редовно ги следите изданијата на книжевно толкување, тогаш сигурно се сеќавате на Марија Спасовска, наша млада кривопаланечка авторка која е голем љубител на пишаниот збор. Секој што слушнал дел од нејзините стихови, секој е запомнил. Јас, кога прв пат се сретнав со Марија, првото нешто што го забележав кај неа беше нејзината скромност, а подоцна забележав големи потенцијали на квалитетен автор. Па да и посакаме добре дојде на нашата Марија Спасовска. Ви благодарам за прекрасната покана и поздрав до гледачите на Златен канал телевизија, да им посакам пријатен ден и уште многу години дружени со оваа прекрасна телевизија. Ти благодарам, Маре. Сакам да те прашам за почеток. Дали ја следиш емисијата Книжевно толкување и колку ти се допаѓа? Да, морам да кажам дека јас редовно ја следам оваа емисија, затоа што е емисија во која што има многу корисни информации поврзани со книжевноста и со пишаниот збор, така да јас сум редовен гледач и ми е многу задоволство. Маре, јас сакам да те прашам, бидејќи јас и ти се познаваме од неодамна. Веднаш кога ми кажа за тебе, кога го спомнаа твоето име и воедно твоите текстови пред се, бев премногу љубопитна, редовно ги читав твоите текстови и секогаш се прашував колку време требаше на овој девојче да се усоврши толку многу и да стане еден прекрасен писател со високи квалитети. Од кога започна да пишуваш? Почнав да пишувам уште од многу мали нозе, пред 4-5 години поточно, но она што јас го работам, можеби мојот карактер и мојот повлечен начин на живење не ми дозволуваше тоа да го изнесам во јавноста. Пред точно една година собрав храброст она што на вистина јас го работам да го презентирам во јавноста и морам да кажам дека најдов на вистина многу позитивни коментари и поддршка и пред се голема благодарност до моето семејство и до некои пријатели и луѓе кои што ми дадоа безрезервна поддршка. Секако имаш поддршката и од книжевно толкување, воедно и од Златен канал. Ти благодарам. Ти посакувам да продолжиш со истото темпо, да одиш само напред. Ќе ти поставам едно прашање за кое сметам дека е едно од потешките прашања за секој писател. Лично мене кога ќе ме прашат дали можеш да издвоиш некој од твоите текстови кој ти е посебно драг, јас не можам да издвојам. Дали можеш ти да ни издвоиш некој твој посебен текст и да ни кажеш еве зошто токму тој текст? Сите текстови кои што ги пишувам, како што кажав во претходното интервју, се поврзани текстови со мојот личен живот, со она што јас го имам доживеано, некои случаи и настани кои што ми го одбележале животот за само 16 години. Искрено, сите текстови ми се допаѓаат затоа што тоа сум јас. Моите текстови зборуваат најдобро за мене и за моето семејство, но еве би ги издвоила Заробеник во сопственото тело и Живот на победи и порази. Се текстови во кои што јас лично
го доживувам она што и може секој човек да го доживее во својот живот. Јас верувам дека тоа е и дел од тајното оружје со кое успеваш да ја освоиш читателската публика. Најде открени ти кое е всушност вистинското тајно оружје со кое ја освои читателската публика? Па, вака ја би кажала дека јас сум на самиот почеток и многу голем успех за тоа што до сега го имам постигнато, затоа што луѓето најчесто се пронаоѓаат во текстовите, затоа што се инспирирани од она што јас го работам, она што го пишувам и творам и од мојот личен живот. Тоа се случки кои што не се измислени, туку се случки базирани на еден реален, на еден детски живот. Можеш ли да ни откриеш или пак да ни издвоиш некои теми за кои најчесто пишуваш, теми во кои најчесто се пронаоѓаш? Дали е тоа навистина она твоето индивидуално, она што се случува во тебе, па го изнесуваш на лист од хартија? Да, како што напоменав, сите текстови се мои автобиографски текстови, претходно нормално имам доживеано, како што кажав, случки и настани кои што можеби беа многу преголеми за мене како млад човек, но сето тоа е животот и сите текстови ги пишувам најчесто во моје име, но и текстови поврзани со луѓето кои што многу ми значат, луѓето кои што ме поддржаа, тоа е моето семејство. Ти знаеш дека јас сум еден од твоите верни обожаватели, верни читатели, затоа посебно ми интересира кои се твоите идни чекори, што е она што го планираш ти за во иднина? Да, јас значи во оваа прилика сакам да ти се заблагодарам, затоа што беше со мене уште од самиот почеток. Моите идни планови се планови кои што навистина се она што јас сакам да го работам. Тие се поврзани најпрвен со новинарството, со книжевноста и со глумата. Тоа се идните професии во кои што можеби јас најдобро како човек се пронаоѓам. И се надевам дека еден ден ќе стојам успешно на некоја сцена и ќе можам да зборувам токму за овие работи што јас ги спомнав. Дали би можела сега спомна новинарство, глума и книжевност? Можеш ли еве една да ни издвоиш која најмногу ти се допаѓа, таму каде што најмногу се пронаоѓаш себе си? Јас лично најмногу се пронаоѓам во новинарството, затоа што тоа е нешто што го следам уште од мали нозе и тоа е она што јас сакам да го работам. Поточно еден ден, како и сите деца, се замислувам на телевизија и како еден успешен новинар. Јас ти посакувам да успееш да ги оствариш своите планови, своите сонови и се надевам, сигурна сум дека и така и ќе биде. Сега верувам дека доволно инспириравме нашите гледачи за тебе, за твоето лично искуство, за твоите работи кои што ти ги работиш и со желба се посветуваш на нив. Па ајде да им откриеме каде може да ги најдат твоите текстови, да прочитат нешто од она што произлегло од раката на писателот. Така, сите мои текстови на почетокот луѓето имаа можност да ги најдат на мојот Facebook профил, но веќе тоа може да го направат на официјалната страна Живот на победи и порази на Facebook. Оние кои што веќе ме следат знаат зашто отприлика станува збор. Така, гледачи, не чекајте, веднаш пронајдете на Facebook. И за крајот да оставиме на нашите гледачи некоја порака од тебе за нив, како да те послушаат, како да се инспирираат, нешто кое ти ќе им го дадеш како двигателна порака, да кажеме. Така, значи, пред самиот крај сакам да ви се заблагодарам и да се заблагодарам на моето семејство, на сите оние кои што безрезервно ми ја дадоа својата поддршка и кои што беа со мене уште од самиот почеток. На сите гледачи на Златен канал телевизија им посакувам сето она што го сакат да го направат, да успеат во тоа, затоа што ќе дојде еден ден кога ќе се каеме за тоа што не сме го направиле и да им посакам без разлика што и да станеме во животот, најбитно е да останеме своји, да останеме човечни и скромни, да не заборавиме од кај сме и зошто сме и кој всушност ни е подал раката за да дојдеме токму до врвот. Книжевно толкување имаше привилегијата нашата млада и надежна поетеса Марија Спасовска ексклузивното интервју да го има со нас. За нејзините 16 години авторката постигнала многу. Ќе ви откриеме и зошто. Во нејзиниот богат речник не забележавме граматички ниту пак јазични грешки. Очигледно, она што го работи со желба и љубов. И посакуваме да продолжи да чекори со истите чекори и нејзините чекори да ја донесат до посакуваната цел – кариера на успешна авторка. Не го пропуштајте и наредното издание на емисијата. Во 16-тото издание наша гостинка е Милена Милевска.
Денеска ќе се потрудиме да ве запознаеме површински со младата авторка, со помош на незиниот семоќен збор. А верувајте, авторот најдобро можете да го запознаете по пишаните зборови, кои се извор на човековата душа. Ти почина без да умреш. Секогаш, ама баш секогаш, кога студената ноќ ќе се спушташе над моето градче и насекаде ќе завладееше тишината, помислував на тебе единствена. Помислував сите срекни и безгрижни денови. Помислував на сите спомени кои ми ги подари. Помислував на твојот лик кој секоја ноќ како икона стоеше над мене и будеше немир во моето срце. Будеше болка која не можам да искорнам. Будеше жар кој не можам да го изгаснам. Ги будеше сите спомени за кои мислев дека нема да се вратат и повторно ќе ме уништат. Да ме распарчат на илјада парчиња и да ме фрлат во пеколот, исто како што направија и тој ден. Тој ден кога те однесоа од мене. На рацеве се уште те барам најмила. Те барат насекаде, а тебе те нема. Залудно ме лажат најмила. Ме лажат дека времето ги лечи раните. Можеби оние кои не биле вредни, но тебе најмила не може. Ти за секогаш ќе останеш моја болна рана, мој копнеш и недочекана радост. Ангелу наш недоисплакан, ти почина без да умреш, но ние тој ден, ние умревме без да починеме. Ах, ангелу наш, велат дека луѓето живеат онолку колку што се спомнувани. Затоа, не плаши се, ти вечно ќе живееш. Милена Милевска. Драги мои, дојде крајот на 15-тото издание на книжевно толкување. Ми беше чест и задоволство што и во ова издание на книжевно толкување ве водев низ рубриките. Ви благодарам за вниманието и не заборавајте да следите книжевно толкување секој петок во 19 часот и 19 минути и репризното издание недела 17 часот и 17 минути. Поздрав, се гледаме!